Нема време да се препелка во калта на вашиот криминал, корупција и рекет. Доста беше народ по затворите, а мафијашите да одат на слобода. Доста е од вашето ново нормално, криминалот да царува по улиците, а народот да се плаши за својата безбедност. Ставија луѓе по 200 години во затвор, а сега тие се на власт и ја плjačкаат сопствената држава. Нашето општество го претворија во гнилеш. Сите тонеме. И ова мора да запре. Кога неправдата станува, непокорот е единственото решение и обврска. Затоа сме сите ние овде тука. Неправдата мора да заврши. Го повикувам да ви се обрати адвокатот Тони Менкиновски. Почитувани браќа и сестри, почитувани дами и господа, од неправда не никнува правда. Само ако се свртите позади мене, не можам ни да ги прочитам колку афери имаат од кога се дојдени на власт. Ние македонците само бараме слобода и правда и ништо друго. Ние македонците само бараме фер судење и бараме да функционираат демократските институции во една држава. Ние тоа не го добивме. Талибанскиот режим, кој сега е на власт, предводен од Социјалдемократскиот сојуз, сака да не убеди дека ќе добиеле датум за преговори со Европската Унија и дека ќе проговарале за правда и слобода за поглавјата 24 и 23. Далеку сте вие, господа, од слобода и правда. Вашата правда е неправда за нас, македонците. Вашата слобода зарем може да биде слобода со тоа што ги бришите знамињата на шахтите и не давате ние македонците да се кажуваме како македонци. Да не се заборави, секогаш кога Социјалдемократскиот сојуз бил на власт, секогаш имало политички азиланти. И уште во 1998 година, ќе го споменам првиот азилант политички во Канада, кога кралството Канада му даде политички азил на македонец кој бил репресиран за тоа што бил член на ВМРО ДПМН, за тоа што ја сакал Македонија и како вас и како сите ние овде ја имал каузата во својот ген, македонската кауза. Во 1998 година кралството Канада на Јордан Петерски му дава азил, политички азил, замислете, каде што во пресудата на канадскиот суд стои дека 50.000 македонци се следени. Тоа е срамота, тоа е многу голема срамота. Ке спомнам и една друга пресуда на едно друго кралство, демократско, тоа е Шведското кралство, каде му даде политички азил на еден македонец кој сакаше само да влезе во собранието и да го штити уставниот поредок на Република Македонија. Едно ќе им порачам. Вашата правда е неправда за нас, македонците. Ќе дојде време кога ќе одговарате. Ќе одговарате за велепредавство и ќе одговарате за геноцид врз сопствениот народ. Ви благодарам многу, браќа и сестри.